Експрес од Делимано ќе правите свој комбинации од зеленчук и овош. Добар ден, јас сум Том Џонсон и добро дојдовте во новата емисија и новиот сегмент на Вестина Вистина, двајца на еден. Денеска ќе ги земам на дебата моите двата кандидати за функција. На мојата десна страна стои Михаил од НССГД-ТСП. Добар ден, Михаил. Добар ден, многу ми е мило. На мојата лева страна седи Орце Гоце Николов Делчев од Не знам. Добар ден, Орце Гоце. Добар ден. Мило ми е што ви имам тука денеска. Како прво да ве прашам, како се чувствувате сега вака пред изборите? Јас супер се чувствувам. А вие противнику како се чувствувате? Чувствувам сигурен. Во последно време имаме многу проблеми во Македонија. Вие што планирате откако ќе влезете на функција да направите за просечниот мал пенис во Македонија? Прво ќе има многу ригорозна програма за која што ти може да биде сидено од дома, од кај сакаш, можеш да правиш, можеш на школа, можеш на работа, можеш дома, било кај. Ќе има апликација ќе направат на телефон или на лаптоп мобил и ќе можеш од дома да и имаме ние научници у партија, сега тие ни викаат дека ето ти го зголемува просечниот пенис. Ако јако тегнеш нагоре и го држиш пред да и така крвта се пумпа нагоре, и заставно таму и дугата, па што нели вака го држиш и се враќа назад и ти го пуни вака и тоа се многу интересни научни докази. И ти се пуни вака и ти се здебелува а ем се здебелува и ем као што го тегнеш вака нагоре стана поголем. Сега просечниот кога ќе заврши оваа наша програма, што не се знае кога ќе заврши, ама еден ден ќе заврши, биде околу 1,20 сантими. Што ви се вашите планови? Значи мислам дека прашањето нема основа. Каква нема основа, бе, да те не ја слушна? Кој си ти бе да ми кажуваш, бе, јас Што ќе направиш ти за просечниот мал за новинари ти да ми викаш нема врска прашање? Говедо ни едно. И Орце Гоце Николов Делчев, дали од кај ви инспирирано името? Господе, мојам средето, го види ми ја пие водата. Ми фрли чаша вода. Па може би да немаше проблеми со притисокот на вода во Македонија, ќе имаше поеќе. Што ќе направиш за тоа? Што ќе Ја не направиш знам што ќе направам за тоа. Што ќе направиш ти за тоа? Што ќе биде? Ајде еве прашање до вас, господин Орце Гоце Николов Делчев. Што ќе направите? Што ќе направите со притисокот? Кога се туширам ја, едва им искача вода од тушкавина. Јас сум на 40 спрат. Господине, значи како прво. Ти си на 40 спрат. Пентхаус бе да ти си. Знаеш што значи пентхаус? Огромен стан. На 40 спрат сум јас. Го гледам цело Скопје, се гледам. Се имам еден цел ѕидот станот ми е стакло и стојам и си го тегмам. Гледам през Скопје врз овие стокиве што ќе ги водам пак. Господине, може збор да добием? Ајде доби, ајде. Да, може збор да добием. Ќе почнеме прво да видиме од каде доаѓа проблемот. Ајде, од кај доаѓа проблемот? Од водата, од притисокот кај доаѓа проблемот. Од кај доаѓа проблемот? Од тушот. Ето кај не доаѓа проблемот, бидејќи проблемот е не таму. Нека каже, ајде, нека каже. Ајде. Значи, ќе ја најдеме изворот на проблемот. Ќе ја најдем изворот на проблемот. Ти си завршил во основа, бе. Кажи ми имево. Ја најдем изворот на проблемот. Е позната како џуџеста мрена, која живее во водите на реката Конго во Африка. Тука господин Орце Николов Делчев вика вие сте биле бугарофил, за мене викаат дека сум бил педофил. Не. Што значи тоа? Мала грешка, педофил сум, не бугарофил. Педофил. Аха, да, сега ќе менјаме приказната, не бил бугарофил. Добро, мене сега приказната. Репортажите жена ми со една 20 годишна од факултет. И за мене нема видео кај што се таа 20 годишната. Јас сум 47 бе. Не ја гледам млада фаца. Јас како Не, чекај, менуваме тема, бе ти ми менјаш теми тука. Ја не сум бугарофил. Јас одговарам на прашање. Нашите извештаи не лажат, јас сам го разгледав ова преска пред 10 години. Не се чувствувам како двајцата против мене да стане. Многу чувствуваш. Многу чувствуваш. Мора да има градоначалник. Пред градоначалник. Што не знаеш што се кандидираш бе. Да ми извини, Елчи. Значи ја влегов тука со надеж и визија.
Надеж и визија. Визија, па зашо имаш ночер? Визија на грчки значи цицки и са ние мањаци тука не примаме на студио. Не, да искочам ако не, машината за контролирање на времето, во последно време некако расипана. Каква машина? Во последните месеци се отвори огромна дупка кај Веро Джамбо. Таа е околу широко од прилика 21 км квадратен и е длабока толку многу што нашите најелитни геодети кои ги пративме таму на истрага, кога го фрлија камчето, не се ни виде ни чу како паѓаше таму црно-бело, не знае, црно е, не знаеме колку длабоко иде дупката и многу жешко и никој не прави, многу е жешко околу. Чад, искача чад. Не знаеме, никој ништо не прави за ова. Значи има лесно објаснување за ова. Значи всушност таа дупка се формира со години, кога веќе лесното објаснување е дека ѓаволот и пеколот дојдоа пред нашите врата. Ова е поради преходната власт, пеколот и ѓаволот и се што е зло и лошо во светот дојде пред вратата на наша преубава Македонија. Колку убаво објаснато тука. И сега тоа е крив на кривица е преходната власт. Да не се лажеме сега. Вие бевте предходната власт, се предава под. Да не се лажеме, предходната власт е крива за тоа што пеколот и ѓаволот дојдоа пред нашата врата. Како што геодетите дојдоа таму, јас ова имам разбрано од внатрешен извор, дошле таму и 2 минути чека кога го фрлија каменот и не направи звук. Знаеш што е толку длабоко? Господине Орце Гоце, пеколот. Господине, религија нема место. Религија нема место во владата. Во владата нема тука да дебатираме за религиозно. Па што е тоа? Што е тоа? Цело Веро Джамбо го проболта одеднаш. Комуњар, фашист, овој сите исти. Не овој не верувам. Не, ова да чекај, само Како на никоја страна си, така? Не, јас сум модератор, јас сум своја страна. Би кога што гледам деза малце ми наликува како да Јас само читам што пишува тука. Се вие ако малце покриво делувате за тоа што пишува во малце репортаж. Не сум јас сум добар новинар, само не сум скриптен и многу ме нервира. Многу ме нервира, не можам ова. Слушај, син ми нема да може да дојде на родина на Керкати. Нема сме тука. Господи, зашто сега ова не е дебата? Него му е срам да ја каже кој што ја свиѓа малце. Ја свиѓа. Се одговараат сите и Керка. Па не знам дали се одговараат, ама ја свиѓа. Дај не збори така. Господине, ова значи од дебата ли што е? Само кажи на Керката дека син ми нема може да дојде што нема да е тука. Ајде господине, со другарите киду на Левкалец. Не дрем. Тој нема дозвола за ништо. Не сум као зашто? Значи, што сега за моето семејство ќе зборуваш? До ова дереđe сме стигнати каде што за фамилијата на другото сега за децата и за жената и за другата жена и за швалерката и за таа 20 годишната од факултет што ја неговиот приватен живот само што призна. Мојот приватен живот нема никаква врска со мојата кампања. Да прашам нешто како модератор. Дали ако се бањам со укупален бојар ќе е штетно? Значи ова доаѓа од недоразбирање на народот што го има долго време. Значи недоразбирање на народот, не рекуваш прост народот? Не, значи сакам да кажам за народот што сака да го изгласи. За народот кој што сака да го води да го нарекува прост. Дека нема разбирање, недоразбирање. Не може веќе. Вистина значи нема да се бањал со укупален бојар. Да. Не. Секој струја ќе те фати преку тушат, ќе те влези и ќе те здрма, посебно си го миеш од тоа ќе го немаш. Од кај ти се факти? Се знае. Сега имаме сегмент каде што за крај би сакал да зборам за некои од вашите скандали што ги има на вести во последно време. Не мора. Не, ама сега мора да читаме. Читаме што е во програмата господине. Ајде, што е тоа скандал? Ја немам никакви скандали. Господине Орце Гоце, вие сте биле фатени. Чекајте, полека. Значи може се успора нас брај. Оспора кажи му. Да си сватиш како има сгрешено, но држава како има сгрешено. Господине Орце Гоце, вие сте биле фатени ова лето како идете на одмор во Грција. Господин, значи ова не. А сакате да кандидирате за Смеам да кажам нешто? Да,
Да се одбрани. Јас не знам сега за вас и за гледачите, според мене ова е најчист пример на дебилизам и предавство на државата. Бугарофилија, Бугарофилија. Сам што е положено Јас, педофилија. мојата теорија е дека овој предавник, Значи, поминал преку Евзони, Богородица, грчката граница и преку тоа влегол во Бугарија за да прави бугарофилски работи. Што се тие не знам, може би овој води односи со бугарски може ги кај јас не знам. Ја појма не. Бугарофили тука, не ми се. Бугарофили. Што имате друго да кажете? Сега јас сваќам дека сум гледал таму, камерата била уствари таму. Океј, дечко. Што друго имате да кажете за значи ова не е професионализам. Ова не е збор. Не е точно. Ова не е професионализам, тоа не е збор. Не го прави ова точно. А за скандалот Значи, игнорирате тоа што за скандалот, игнорирате за скандалот. Одговорите Значи, за начинот што на бараш? кој што борим против Што бараш? не е на место. Не е на Не е место. ова. Што Што на не- хатна? Значи тогаш не бе функција. Не бе. Сваѓа сликата. Не. Сваѓа сликата. Те сликавме, си седиш зад воланот, вака насмеан целиот ти. Идам се на предам државата моја и си тапкаш на Сега воланот. кога за вашиот скандал да збориме, има многу силни докази дека сте убиле 4 курви. Не бе. Да, и го снимиле тоа, го фатиле на сниме. Да. Господин викнете полиција, господине викнете Дај бе клици да И сте продавале алкохол на мали деца. Тоа. Не, сте купувале алкохол на мои деца, се извинувам. Не. Дај бе клици да јас зборам. Тебе те праша. Ти си убил 4 ова не е нормално. Ова не е нормално, ти не си нормално. Наводно. Дојде да ме праша тие децата за алкохол, ја од 7 години пијам, пушам од 7 години. Со да, тоа се дешава бе. Секој може. Секој може да се Моментот ќе се заборави. Господине, како Ја, се за жалувате со него? за вакви- Да ти кажам, За вакви ад хомоними не треба Хомо. да се. ја на женски бе тие бе. Тоа е логична грешка. Какво хомо, ја Ад хомоним нема машки не Македонија не бе. не е битен вашиот приватен живот, господине, не се скидете. Имам криминал против мене, Не, ало, дали си криминал, сериозни, јас криминал. Како Ти си шо, криминал. бе, Ти отиде државата ја предаде. Во Грција отиде, ти го смени името. Тоа ќе биде тоа, се надам ќе го направите вистинскиот избор тука, мои драги За мене. гледачи и мои драги гласачи. А се гледаме во следната програма на Вестиме Вистина. Јас бев Том Џонсон. Ова беа моите соговорници Орце, Гоце, Никола Делчев и Михаил. Пријатно. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!